9 часот и 10 минути, велам добро утро за вас кои што се вклучувате сега и следите утринската програма на вашиот јавен сервис. Уште 45 минути до крајот на ова денешно издание на утринската програма, повторно интересни теми кои што ќе ги работиме и во овие преостанати минути од Македонија наутро денеска. Лето 2023 во Крушево, некако убава година е за Крушево, бидејќи град на културата за 2023 година и во рамките на таа манифестација има веќе почнато голем број активности, но она што веќе станува белег за едно лето во Крушево се два спортски настани кои што се случуваат во еден викенд. Чинам дека ова е втора година поред како кога си во Крушево и Крушево трча ги спојуваат да почнат во исто време. Добро утро за Никола Кисковски, спортски директор на трката Крушево трча, и Димитар Ангелковски, организатор на Кога во Крушево. Јас ти кажав на македонски, меѓутоа Крушево Ран и Уенинг Крушево, оригиналните имиња на овие два настани. Никола, почнуваме прво со вас. Минатата година се одржа прв пат Крушево трча, така? Пред две години за време на короната, меѓутоа минатата година по анализа направена заедно со Димитар, утврдивме дека се работи за сосема различни целни групи, за поголема масовност на настанот. Одлучивме да ги споиме двата настани во еден седнички викенд. Двајцата сте крушевчани, прво тоа, одма да го кажам. Која е целта, која е мисијата на трката? Мисијата на трката е зголемување на свеста на граѓаните за водење на здрав начин на живот и за трчање. Трчањето нема граници, може да се почне во било кога и бенефитите се многу големи. Меѓутоа во Крушево нема таква манифестација, а не секој може да учествува на маратоните кои се случуваат низ државата или надвор од државата. И затоа има две основни задачи. Прво, да се одржи трка во Крушево, да имаат нивна трка со уникатни медали изработени од Зоран Кардува, нашиот сограѓанин, да може да трчат во родниот град, меѓутоа и да има бенефит да ги видат најголемите звезди во атлетиката во нивниот град. Ке има и звезди? Да. Ке има гости? Како и секоја година. Добро. Убаво кажа, никогаш не е досна да се почне со трчањето. Така. Вие сте пример за тоа, така? Да, јас за рекреативност... Може лично да го посочиме вашиот пример. Што беше иницијална каписла да почнете да се занимавате со овој спорт? Па јас целиот мој живот се занимавав со спорт, меѓутоа во оние нормални граници. Активно почнав да тренирам атлетика со тренер, со Димитар Петровски, пред 3 години, значи после 40-та година, а резултатите се повеќе од добри. На почеток на месец мај го истрчав Прага маратон, кој е еден од најголемите маратони во Европа. Така. Уенинг Крушево. Кога во Крушево, која година поред Диме ќе се одржува? Ова е 7 година. 7 година поред. Да. Од првичната замисла за негова реализација до 7 година од негово одржување, дали целта и мисијата на овој настан е остварена? Па мислам дека ја остваруваме. Целта е секојаш да биде на повисоко ниво од претходните изданија. Нормално се трудиме секоја година да понудиме различни содржини. Поради тоа и се споивме со Крушево Ран и мислам дека полека ја исполнуваме целта да ги промовираме убавините на нашиот град, истите оние културни знаменитости кои можат да ги посетат во Крушево. Да, Крушево трча баш има насока на трчањето, меѓутоа Кога во Крушево е еден фестивал каде што има повеќе активности, повеќе аутдор активности, што ќе биде карактеристично годинава, што можеме да издвоиме и кога почнува. На 30 јуни кажавме подигнувањето на стартните пакети за трката, на 1 официјално почнуваат двата настани. Официјално Уенинг Крушево започнува на 30 јуни, кога сите оние кои што си купиле карти преку продажната мрежа на МК Тикетс, можат да си ги подигнат пакетите од инфоцентарот во центарот на Крушево. Исто така подигнување на пакетите и на Крушево Ран започнува од петок. Трката е на 1.7 во 18 часот пред спомен куќата Тоше Проески. Што се однесува до Уенинг Крушево, имаме низа активности кои што ова година ги збогативме со дополнителни плюс активности, почнувајќи од спортските активности кои што редовно ги имаме во Крушево, летање со параглайдер, кајаци, јавање на коњи, трката од 5 километри, ова година имаме и крос-кантри, велосипедска трка низ Крушевските планини, дополнително имаме и крос-трка низ Крушевските планини, дополнително нудиме за оние најмладите
планираме да имаме и детска трка и некое детско картче кое што ќе се одржува на Крушевското езеро и нормално главните настани се одржуваат во петок и во сабота 31 јули. Тоа се концертните вечери кои што оваа година имаме доста познати македонски изведувачи како Дани Димитровска, Фанк Шуи, DJ Панчо Шорти, ги имаме еден странски изведувач, Димитри Спацис од Грција, нормално имаме дополнително вклучени и наши крушевски локални изведувачи. Мислам дека, забавните вечери ќе траат до раните утрински часови и ќе привлечат голем број на посетители не само од Македонија, можеби и надвор од Македонија. Нормално не ги изоставуваме и планинарската и велосипедската тура која што традиционално секоја година се одржуваат во Крушево, како и посетата на културните знаменитости, како што кажав, музеј Тоше Проески, спомен куќа Тоше Проески, Македониум, Никола Мартиновски и за прв пат оваа година имаме организирано ќе организираме односно саем за храна и пијалаци кој што ќе се одржува во градскиот парк и со тој саем сакаме да ги спрезентираме македонската и крушевската кујна, како и сите оние традиционални пијалаци и останати производи кои што ги има во Крушево и можат да се дегустираат. И кога во Крушево е во еден викенд, така? Од петок до недела, од 30 до 2 јули. Добро, Никола, се враќам на вас, што недостига во Македонија за да трчањето како спорт го развиеме уште повеќе, дали со вакви трки се дава придонес за тоа? Да. Барем од она што може да го видиме нели во нашето обкружување во другите земји, да речеме во Скопје трчањето е на многу високо ниво, поготово после короната, меѓутоа во другите места е проблем, а за да се занимава некој со атлетика на повисоко ниво, во Крушево е голем предизвик и временските услови, поготово зимскиот период. Меѓутоа, за да се дигни свеста на едно повисоко ниво, да може сите да тренираат, треба малце повеќе промоција и охрабрување на луѓето. Нашата цел во Крушево е исполнета затоа што во минатата и предминатата година видовме мајки кои трчаат, татковци, нивните деца ги храбрат и тоа влегува во менталитетот на децата дека треба да се надпреваруваат. Се повеќе луѓе почнуваат да трчаат, меѓутоа за поголема промоција и по високо ниво треба малце повеќе инфраструктура. Тартан патеки, кај нас ги нема, нажалост, има во градскиот парк и на стадионот, на друго место нема, бидејќи тревни патеки, земјани патеки. Меѓутоа тоа не е некоја голема инвестиција, со малце повеќе ангажирање на институциите надлежни за тоа може да се треба помош и поддршка. Која е релацијата што се трча? Ме интересира, тоа не праша. Крушево, стартот на трката е на платото пред споменикот, Македониум, односно пред Тодор Проески, се трча околу Крушевското езеро, еден круг, се враќаат повторно тука, се трча низ градот до после жичарата, полукружно свртување, повторно се завршува горе. Патеката е предизвикувачка, затоа и трката е 5 км. Затоа прашав сега, Крушево не е баш лесен терен за не само теренот, него и на морската висина. Над 1000 метри веќе, затоа и 5 км рекреативците кои прв пат трчаат, може да ја завршат крајава, може и да изодат. Меѓутоа надпреварувачите вложуваат напор како за 10 км во Скопје. Така. Димитар, не прашавме само ќе има ли годинава кампинг? Да, годинава имаме и камп зона покрај Крушевското езеро, традиционално, каде што таа зона ќе биде како чил-аут зона, а концертните вечери ова година ја променивме локацијата, ќе се одржуваат на скијачките терени Станич, пред ресторанот Алто и очекуваме да имаме една различна приказна оваа година. Ви благодарам многу за гостувањето. Останува да ги поканиме нашите гледачи да бидат во Крушево следниот викенд. Ќе биде убаво.